Дали знаете дека трите чамци од периодот на почетокот на новото камено време, околу 2000 години пред новата ера, кои се чуваат во Ресен, мајсторите ги направиле од еден вид зимзелено дрво. Тој вид растение се вика фоја, а може да се најде и денес во регионот на селата Наколец и на Змискиот остров, односно островот Голем град во Преспанското езеро. Остатоци од рибарска населба која потекнува од првиот или вториот век пред новата ера се појавиле на брегот на Преспанското езеро, откако нивото на водата драстично се намали. Населбата Плочи е најголемиот локалитет, долг половина километар. Стари рибарски комплекси има и кај селото Крани, Грмада кај Езерани и Метлаац кај селото Штрбово. Дали знаете дека во 550 година пред новата ера пајонците станале особено значајна сила? Групирани во повеќе племиња, тие населувале областа која може да се лоцира од Грделичката клисура на север до Пела и утоката на Вардар на југ, до реката Струма на исток и Пелагонија на запад, заедно со целиот тек на реката Вардар. Пајонците имале цврста племенска организација, што се потврдува и со појавата на пајонски племиња кои уште во втората половина на 6 век и првата половина од 5 издавале и своји пари. Пајонците биле доминантна племенска групација во источниот слив на Вардар кон половината на 6 век.